НАТО Алијансата изрази жалење за одлуката на парламентот во Приштина косовските безбедносни сили да ги трансформира во армија. Генералниот секретар Јенс Столтенберг вели дека и покрај забраната од страна на Алијансата, Косово повлече потек кој доаѓа во погрешно време. Тој вели дека и покрај одлуката КФОР останува на Косово, посветен на неговата безбедност и на Западниот Балкан. Сите страни мора да осигураат дека денешната одлука нема дополнително да ги зголеми тензиите во регионот. Сите одговорни политички актери мораат да се сосредоточат на напредокот на реформите и диалогот. НАТО продолжува да го поддржува диалогот на Белград и Приштина под покровителство на Европската Унија, како единствено одржливо политичко решение за регионот. Првиот човек на српска листа Горан Ракич по гласањето во парламентот изјави дека по сите меѓународни документи, односно резолуцијата 1244, единствени вооружени сили кои може да се најдат на северот на Косово, каде воглавно живеат срби, се кворовските. У Приштини е данас на најгрубли начин. Во Приштина денеска на најгруб начин е нападнат мирот, безбедноста и сигурноста на овие простори. Со формирањето на така наречената војска на Косово, најгрубо е погазена резолуцијата на Обединетите нации 1244, со која јасно се кажува дека единствена вооружена сила на овие простори е КФОР. Во име на кризниот штаб и во име на локалната самоуправа на 4 општини на северот, ги повикувам србите на воздржаност, без разлика каде живеат, дали јужно од Ибар или тука на север, да не потпаѓаат на провокации, бидејќи провокации секако ќе има, а наша цел и наш интерес е да го одржиме мирот на овие простори. И додека косовските албанци слават во Србија, големи се реакциите по одлуката на парламентот во Приштина. Министерот за одбрана на Србија Александар Вулин ги смирува србите на Косово, велики дека имаат поддршка од председателот Александар Вучич и војската на Србија. Според него, така наречената косовска војска составена од терористи се формира за да нападне Србија и србите. Задачата на Министерството за одбрана и началникот на Генералштабот е да се осигура дека српските вооружени сили можат да исполнат секоја наредба на врховниот командант. Сите одлуки што ќе се донесат ќе бидат исполнети. Александар Вучич беше многу јасен и гласен во неколку наврати. Во клучните моменти за оваа земја тој рече дека бура никогаш нема да се повтори. Премиерката на Србија Ана Брнабич во интервју за Италијанска република вели дека формирањето на војска на Косово е најголема опасност за мирот во регионот. Според неа, тоа е во спротивно со сите меѓународни договори, но и со уставот кој тие го изработи и усвоија. Според Брнабич, Косово го прекршува сопствениот устав.